Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме расположени и денеска со многу позитивна енергија ќе влијаеме на сите вас за да ви го направиме и ова попладне на вистина убаво. Знам дека не следите, знам дека тоа ви е интересно и покрај вашите убави коментари, сите оние кои што сте корисници на социјалните мрежи, знаете тоа да го пренесете на вистина со енергија која што лично мене и на моите гости многу ни значи. Па затоа ви испраќаме многу бакнежи на сите гледачи ширум светот, сите оние кои што и не следат преку интернет, па и во други временски интервали, оние кои што не гледаат на YouTube, ги гледаат нашите емисии, на вистина од срце ви благодарам. Им благодарам на македонската публика. Оние кои што постојано се со нас, оние кои што ме среќаваат на улица, на пазарче, во автобус, во нашите маркети, знаат да застанат да ги споделат импресиите и еве моите бакнежи за сите вас. Навистина е убаво чувството кога се споделува позитивната енергија. А сега да ги поздравиме и пријателите на ова наша емисија, а наши пријатели се ПКБеско. Поздрав за ПКБеско и за нивните посебни квалитетни производи со посебен вкус со овоместното. Значи сите оние кои што веќе си имате свој вкус, можете нели да си пазарите, а оние пак кои што се уште немаат одбрано, може тоа да го сторат. Поздрав до ПКБеско, им посакуваме пријатна и успешна работа, а на сите продавачи да бидат исто така љубезни и коректни како и досега со нивните потрошувачи. Поздрав до сите. Знам дека ве интересира што денеска ќе готвиме и кој ќе биде нашиот гостин, а јас морам да кажам дека тоа е едно младо момче на естрадата, навистина убаво пее, го пренесе својот глас, допира до вас слушателите и овој пат заедно и ќе пееме и ќе готвиме со нашиот Игор Андреевски. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Многу ми е мило што еве денеска конечно сме заедно. И мене ми е многу мило и сакам да изразам благодарност за поканата што ме поканивте во ова прекрасна емисија. Повели од оваа страна. Благодарам. Ете така. Овој ножот е малку страшен, јас така малку страшен, но ни е потребен. За шпорето сум јас задолжена. И сакам да те прашам, ете, патувањата. Ти од патување ни дојде од Германија директно во Скопје на емисија. Имаш ли час за спиење? Па, успеав да украдам некој час повеќе за сон, да. Утрово се чувствувам одлично и ми представува особена чест што сум во вашата емисија и морав да дојдам и свеж и наспан и без разлика каде по светот да во секое време. Ете така. Игор, ќе правиме пилешко во кари сос, кое што е твое омилено. Кажа ти, велиш, и сопругата и мама дома ме потсетија за овој специјалитет, но денеска заеднички ќе го правиме. Да, секоја помош ми е добродојдена. Јас сум голем гурман за јадење, не сум толку голем готвач, но кога го пробувавме дома рецептот ми стана интересно и баш правевме дома, разговаравме со фамилијата и им кажав дека доста било интересно да се готви. Јас не сум знаел дека било толку интересно. Кога има кој да ти готви, лесно е, нели, ама кога си сам треба и да знаеш. Бидејќи имаме месо, јас ти додадов ракавици, да ги исечеме, да го исечеме мевцето да почне да се пржи, а потоа ќе бараме песна. Нели, како што и си доликува. Јас многу пати велам да ми се радува тавчето. Така е. Секоја храна, јас мислам, што е приготвена со љубов, што и додаваме позитивна енергија. Мислам дека го осеќаат и оние луѓе што ја јадат храната. Па така е, ако за нештото обрнеш внимание, се разбира дека ќе биде вкусно. Да. И затоа треба да... И внимание и љубов. Така. Додека се приготвува. Ете така. Јас додадов масло во тавчето, па ако ни потреба.
на некои им се мали, на некои им се големи и навика на месење поради месото, еве сепак има нели да се заштитат. Сега да почнам. Почнеш да си сечкаш, како тебе ќе ти дојде на лентички, на коцкички, како што вежбав дома. Како што вежбаше дома, кој намногу ти помогна, невестата или мама? Невестата. Невестата, па имаш млада невеста, сигурно. Затоа се учи. Сакам да си ја поздравам невестата Кате, што ме поддржува во секоја работа, и во музиката, и во кариерата, и во нормалниот начин на живот, да речеме, и ми помага доста. Ако така треба, заеднички да си помагате, така ќе успеете во животот. Ако немате доверба еден кон друг, тогаш ништо не сте направиле. Многу ме интересира дали изгледам добро вака Супер. Ќе бидеш како вистински готвач. Ете така, пилешкото ќе го исецкаме. Мислам, нема да ти одземе внимание ако пуштиме и песна, нели, да си пееш вака додека си сецкаш. Јас редовно другарувам со македонската песна. Така што ми представува задоволство дека нешто работам да слушам наша македонска песна, без разлика дали е од мене или... Сега од тебе ќе пееме заедно тука. Majčice mila, tam se grada crkvi manastiri, tam se grada crkvi manastiri. Cit mi dzidat, majko moja, le cit mi dzidat, majčice mila, zid mi zidat, se mladi junaci. Zid mi zidat, se mladi junaci. Gredi nosat, majko moja, le gredi nosat, majčice mila, gredi nosat, se mladi nevesti. Gredi nosat, se mladi nevesti. Majčice mila, krov
Игор, за песнава имаш чиста десетка. Ја имаш отпеано толку многу убаво. Ова е изворна песна. Да, ова е стара македонска песна од егејскиот дел на Македонија. Ама си ја отпеал прекрасно. Каде што малце направивме измени во текстот. Јас и маестро Златко Милодиновски, што соработувам со него. Одлично, десетка за двајцата. Прекрасно нешто направено. Убаво отпеана, убава музика, се комплетно чиста десетка. Затоа бев јас во жолто денеска, еве, да греам како сонце. Да. А да бидам како сонце. Секогаш греете во секоја емисија, јас ја пратам вашата емисија подолго време и баш сум и среќен и задоволен, да речем, што сум во оваа емисија. Ме радува кога и вие и гледачите тоа го кажувате со многу љубов. Заедно сме посилни. Така е. И јас заедно со вас, и вие заедно со мене. И тоа е така навистина убаво, кога заеднички работиме на нештото да биде убав проект. Епа, човекот е општествено битие што не е даден, да речем, од Господа да живее сам. Секогаш Точно. Убаво е да шириме позитивна енергија, Да се множиме. Да се множиме, да владее љубов, да бидеме искрени, да нема никаква љубомора. Така е. Тоа е вистината. Ајде, кажи ми малку повеќе за тебе да слушнат гледачите. Песната во срцето, како твоја љубов. Дарба ти е, љубов ти е, се школуваше. Што е најсилната енергија кај тебе за да ти почнеш да пееш? Еве вака како што пееш. И јас почнав да пеам на мој 20 или 21 година, не се сеќавам точно. Па ти сега 19 имаш. Така изгледаш. Млада, да. Сега сум иначе 27 години. Добро. За некој ден на 6 март полнам 28. Така. Во пораните, како да кажем, во младоста, во моите адолесцентни денови, околу 15-16 години, мене ме беше срам да пеам, но потоа, како да кажем, како Господ да ме насочи дека треба да пеам, седев горе во мојата соба, во куќата каде што живеам, и почнав да пеам. Прва песна што ја научи беше Ајде камен Јано, камен душо. Вака вежбаше сам во соба, да се опуштиш. Па првенствено земав телефон, нели, и почнав да се снимам да видам како звучи. Јас за мојот глас не можам да кажам дали имам убав или не убав, можам да кажам од технички аспект, да речем, бидејќи јас завршив и магистрирав пијано. Затоа сакав да се пофалиш, да кажеш, затоа што си поткован музички. Да. Знаев како да го изведам тоа, но не знаев како се слуша мојот глас на микрофон, како звучи тоа. Ја повикав мојата мајка, јас потекнувам од музичка фамилија. Така. Фамилијата по татко ми се исто така музикални, но по фамилијата на мајка ми сум, да речам, школован музичар. Дедо ми беше професор по виолина, го водеше градскиот хор во Велес. Одлично. Беше долги години како инспектор по музичко. И мислам дека исто и баба ми беше наставничка по музичко. Мислам дека повеќе го наследувам тој ген по мајка ми, нели? И како вика мама, леле убав на мајка, па тебе те бидува за пење. Така ли рече мама? Ете и порано кога сме гледале други емисии каде што настапуваа наши како што е и вашиот сопруг, Орце Стевковски, еве да си го поздравиме во оваа благодарам, еве да го поздравиме. Како што ги следев тие пеачи на таа генерација, па еве и помлади пеачи, како што доаѓаат, ми оставија убав печаток, да речам, и баш во еден момент се сеќавам кога бев многу мал и реков на мама, дали сакаш да ме гледаш некогаш вака на телевизија да пеам? Тоа е случајно, некогаш и некој помисли ни да ти од Господ универзумот така е. Ни испраќа пораки и она ми рече, зошто да не, баш би било супер. Гордост за мама, се разбира и тато. Да. И одлично. На некои 20 години, 21 година почнав да пеам. Првите видеа ми беа да речем поново кавери на македонски песни со гитара, само да. Гитара и глас. И потоа почнав
да речем професионално се занимавам да пишувам моја музика и текст, еве можам да им отпеам во живо на гледачите ако сакате една ајде. од моите први песни Вечна да е Македонија, Ајде да кој што слушаме. имаше доста гледаност и слушаност. Браво, браво, одлично. Поздрав ти праќам моја родино, поздрав ти праќам татковино, од далечна земја песна ти пеам и твоите чеда ги веселам. Од далечна земја песна ти пеам и твоите чеда ги веселам. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Вечна нека е Македонија, убаво си ја смислев. До еве ти ракавици, а крпче можеш веќе да ги симнеш ракавиците, за да не ти пречи и можеш и да се измиеш. А јас тука ќе те подготвам за нова песна. Ете така. Добро. Одлично сработено, како се вели, додај ми ги, имаме корпа овде, можеш да се измиеш слободно. И така, јас ќе ги дзирнам овие, ќе ги зголемам, не сакав да ни горат, додека ти ни пееш. Повели. Благодарам. Повели, подготви се, затоа што ќе имаме нови песни, затоа што ти треба да ни пееш и многу сакам да ми кажеш кој ти беше идол во твојот живот. Имаше ли ти пеач која ќе ги слушнеш неговите песни да кажеш да пеам јас вака? Имам повеќе идоли. Ако, убаво е тоа? Уште од мали нозе мене секогаш ме фасцинира, не знам дали може да го наречам тоа, тврдокорноста, ставот, упорноста во некоја работа. Еве можам пак да го споменам вашиот сопруг Орце Стефковски, покојниот Војо Стојановски од постарата генерација. Тие ми биле секогаш идоли како треба да се развива еден музичар, какви песни треба да твори, како треба да се негува македонската музика. Јас сум, да не испадне фалба, сум еден од тие што ја негувам во секој смисол македонската музика, ја пласирам секаде македонската музика, добро. на сите настапи. И треба да биде така, затоа што преку целата култура, без оглед дали е тоа песната, поезијата, уметноста во сликањето, во сето она, си го зачувуваме нашиот идентитет. И тоа е навистина убаво и да продолжиш понатаму. Па мислам дека освен преку нашиот јазик, преку нашата песна, култура, па да речам и вера, ние не можеме на друг јазик да искажеме она што го чувствуваме Силно во нас. Силно во нас. Мислам дека на нашиот јазик можеме да го искажеме најдобро и најоригинално. Браво. Браво за тебе. Чекаме друга песна да ни пееш и продолжи понатаму вака убаво да пееш. Ви благодарам Ете многу. така. Што си толку лено, гајлелија, гајлелија лено, мераклија, аман, аман, со главата лено, преврзана. Дали мајка лено, Лено, ти се болни, аман, аман.
На вистина ти лежат овие песни. Значи, толку убаво со мерак ги пееш и не требало воопшто да се двоумиш. Значи, од одма да си почнеш да си пееш. Толку ваквите песни. На вистина убаво. Топ. Така вика децата, топ. Да. Топ изведба. Многу ми е мило што ви се допаѓа мојот начин на пеење, нели? Македонскиот начин на пеење, моите песни, да речем, и многу компонирани, и постари што се прават во нови аранжмани. Јас ова го правам со љубов и мислам дека и тоа и го осеќаат и публиката, и слушателите, и на настапи каде што одам. Сега еве скоро се видовме со Чичковица. Така кажеш си со Чичковица. На еден настап во Струга, каде што поминавме одлично. Со многу убава атмосфера. Со многу убава атмосфера. Тој беше поканет како специјален гост на вечерта. Поминавме предобро со нашите македонски песни, со песните од Орце. Одлично. И поминавме прекрасно, стварно. Можам да си ги поздравам сите во Струшкиот дел, да речем, Дрслајца, Моровишти, така натаму сите села, што не се што мислам дека да ве многу слушаат. повеќе, да, многу повеќе негуваат македонската музика. И тоа. Игор, јас, како што велиш ти за музиката, така зборувам јас за себе. Значи, пораснав во музичко семејство. Моето семејство над 40 луѓе од по мама се музичари, па се омажив и во музичко семејство, така да и работам 40 години на радио телевизија. Музиката ми е во душата и гледаш како ги пеам песните. Јас им ги знам и текстовите, и мелодијата, и навистина. Ете, тоа е нешто посилно во мене, како што самиот каже и за себе си. Оди сега дзирни овде, дали кате ќе ни најде мана. Вака ли правевте дома проба? Малку за црвено, да биде мевцето, додадовме сега, нели, печурките, да ни се запражат и тие. А што од зачини додавате дома? Ајде да додаваме хопла. Добро, тоа уште малку. Уште малку да се допржи. Додаваме кари сос. Добро. Солца дали ќе додадеш? Ајде, еве ти. Солца малку треба, да. Повели. Додај си солца. Малку биберче сигурно ќе додадеш. Да, може и малку бибер. Од другата страна шишенцето, еве биберот. Еве. Така. Па можеш и малку сув зачин, не на одмет, бидејќи самото кари потоа ќе му даде посебен вкус. И куркума ставаме, но тоа по вкус. Така, добро. Еве, можеш и од малку и од сувиот зачин да додадеме. Да. Повели. Фала ви. За да не кара невестата, ќе каже, ама бе, вие со тетка Дракче не направите како што правиме дома. И јас и реков, баш додека готвевме, викам, ќе благословуваш, викам, Дракче цел живот што ме научи да готвам. Така, за да го научиш убаво рецептот, кога таа ќе биде уморна да го направиш. Ете така. Кога ќе бидам сам, ќе се трудам да не го сготвам толку добро, за да рече не фаќи ти укујната не се меша, ја ќе се изготвам. А не, треба да се помага, Можеш да си одиш повторно натака, зашто ќе отидеме до врата, нема да можат да не уловат нашите камермани. Еве, ова ќе си крчка. Иначе, како што спомнав, тоа ми е мене омилено јадење. Браво. Обожавам да каснам мевце, тестенини, но пилешкото во кари ми е стварно број еден. Сите го сакаме, и возрастните, и децата едноставно го сакат. Јас ќе правам чај, а ти можеш ако сакаш, ајде да видам една народна песна како би ја отпел, така една строфа во живо. А бидејќи тебе гласот ти звони, немаш гајле за подготовки. Еве, чим вчера се вратив од Германија, може една песна. Ајде. Возот браќа тргнува право за Германија, стари мајки останува, дробни деца да гледат, стари мајки остануваат, дробни деца да гледат. Одиме, пеме, солзи рониме, тој прв
што замина, сал го колни ме. Оди ме, пеме, солзи рони ме. Тој прв што замина, сал го колни ме. Сега возот не знам дали одите со авиони и собствени коли, но како велиме печалба е печалба. Каде и да биде, никој не сака да оди на печалба далеку. Сака да си биде дома. Токму така. Ние бевме со невестата моја 4 дена. И многу убаво си поминавме, баш правевме со пријател, разговаравме. Народски кажано правевме му обед. Ми каже како ти се допаѓа, он веќе живее 30, ако не се лажам, години, како ти се допаѓа Германија. Јас му кажав дека е супер Германија за шетање, но јас не би живеел таму, сепак како нашето сонце што грее, како нашиот дожд што ни врне, не е во ниедна земја, едноставно тука во тука си Македонија. дишеме природно, убаво, мераклиски, како што велам јас. И пред да го прочитам рецептот на денот, јас ќе барам повторно песна од тебе. Не те оставив на мира, затоа си дојден, Да. затоа помагам. Инаку Ви без благодарам песна многу. никако. Ајде одиме со следната песна, а ова ќе ни крчка, тука уште малку имаме време за рецептот, немаме. Останала жена удовица, удовица до 7 години, си имала едномашко дете, му турила име Асана. Раснал Асан, раснал ми пораснал, ми навршил 16 години, па истерал овци да ми пасе, да ги пасе по потурмаха. Там ја најде Фатма потурешка, она пасе калеши јаганца, измешале овци јаганца, меѓу ними љубов потфатиле, тврда бесадале, да се љубат, да не се
ти честитам за оваа песна. Многу одамна. Јас ја слушнав, ја пееше тетка Васка Илиева оваа песна. А потоа ја препеа Орце. Рече ти од него ја слушнав и ме бендиса. Со тапани, со зурли, како што е. Редот и ова е една македонска сага, кога ги потурчувале младите девојки. Тоа е навистина една приказна за она што било во минатото за нас. И убаво што си ја препеала, ете и ти. Убаво е што преку песната и јас многу ми е мило и драго да го осетат тоа помладата публика, да осетат што на вистина порано се случувало и какви маки имале нашите македонците, нашите предци од... Точно. Од зулумите, како би се рекло. Ова ќе го исклучам, веќе ни се згусна, додадовме и кари, додадовме и павлака за готвење. Кате се е под контрола. Нема да не караш, овде е се во ред, веќе ќе го повлечам, за да го побарам рецептот на денот, што се нам ни е потребно за денешниот рецепт да прочитаме, а потоа и ќе си го сервираме. Пилешко во кари. 300 до 400 грама пилешки стек, 200 грама печурки, 200 мл павлака за готвење, една лажица кари, малку магданос, масло, сол и други зачини по избор. И, драги мои, доколку вие го подготвувате дома, или пуштете на глас многу музика, или повикајте си некој да ви пее, или гледајте си Гответе со Дракче, лесно ќе биде, нели? Токму така. Секогаш топло препорачувам на секој да ја гледа вашата емисија Гответе со Дракче и да се наполни човек со позитивна енергија и да научи некој нов рецепт. Нов, брз рецепт. Брз. Ајде, бараме и четвртата песна, затоа што времето ни е толку, ќе треба да се поздравиме. А да го... Колку жени сакани, толку тажни разделби, како да се заљубам, да не изгорам. Лажни зборови, лажни погледи, да заборавам, да се заљубам, пак да верувам во љубов, ама не можам. Да заборавам, да се заљубам, пак да верувам во љубов, ама не можам. Колку жени сакани, толку тажни разделби, како да се заљубам, да не изгорам. Колку жени сакани, толку тажни разделби, како да се заљубам, да не изгорам. Лажовен, нема вистина, нема искрена љубов за мене, лек за мојта душа нема, не ке се најде. Нема искрена љубов за мене, лек за мојта душа нема, не ке се најде. Жени сакани, толку тажни разделби, како да се заљубам, да не изгорам. Колку жени сакани, толку тажни разделби, како да се заљубам, да не изгорам.
ljubav da ne izgora. Игорче, пупу не важи. Кој се заљубува, тој изгорува. Во срцето пламнува огинот и тоа продолжува. Од љубов, па после дечиња, па внучиња и оганот си гори. Така е. И нека гори. Но мораме да имаме ние, нели, музичарите на секаков вид на песна, различен текст, нешто така, ново. да допира до да се пронајде некој од публиката. Беше прекрасен гостин, ни направи убава забава, направивме убав специјалитет, кој што ти многу го сакаш, пилешко во кари, а ПКБ-ско ти доделува подарок на тебе за учеството во нашата емисија. И искрено ти благодарам. Ви благодарам и вас, искрено ви благодарам што ни пружите на нас помладите естрадни уметници простор да се искажеме, да понудиме нешто ново на Ете така, нашата телевизија ги негува. Благодарам до ПКБ-ско, нека купуваат гледачите што повеќе производи, одлични се. Благодариме. Нашата телевизија секогаш е чекор напред. Затоа и ние се радуваме. Драги мои, тука сме пред самиот крај. Знам дека се уште сакавте музика, песна да ве расположиме, но тоа ќе го направиме и утрешниот ден. Ве сакам!